Денеска сме во посета на општина Прилеп, како што веќе кажа градоначалникот, започнува една голема инвестицијска активност преку рехабилитација на улици, изградба на нови, изградба и рехабилитација на водоводни системи и за мене многу значајно довршување практично на чаршијата, односно овој крак кој што води од плоштадот до основното училиште, за Прилеп да си го добие сејот кој што го заслужува. Исто така се работи во приградските населби и во селата кои што се во рамки на општина Прилеп. Можам со гордост да кажам, не само како подпредседател на ВМРО-ДПМН, но исто така и како носител во 4-та изборна единица, што значи дека јас мојот мандат како пратеник го влечам од гласовите кои што ги добивме во 4-та изборна единица, дека сум исклучително задоволен од работата на градоначалниците кои што беа предложени од ВМРО-ДПМН во целата 4-та изборна единица. Во рамки на можностите и во рамки на оваа криза која се случува и ограничени финансии, навистина прават максимум за да реализираат проекти. Тука во Прилеп имаме навистина една сериозна промена која што се чувствува и во односот кон граѓаните и во решавањето на проблемите, а секако и во инфраструктурата. Периодот е краток, некаде се само 6-7 месеци, веројатно ќе треба уште некое време за целосно да се видат резултатите, но ако денот по утрото се познава, навистина стартот е исклучително добар. Би сакал, ако ми дозволите, една-две централни теми да искоментирам. Првата е поврзана со земјоделието и со земјоделците. Би сакал да апелирам да се исплатат субвенциите за тутунот, затоа што тутунарите го заслужуваат тоа. Знаеме што се случуваше со откупот минатата година, кога не беа вреднувани класите на тутун онака како што одговара и кога не беше исплаќано онолку колку што е реална вредност на тутунот, а дополнително и основните цени беа спуштени. На тоа уште да не се исплаќаат субвенциите, мислам дека е свесно удирање во земјоделците и во производството на тутун, затоа што власта не сака да запре со увозот на тутун и го одби нашиот предлог на закон со кој што предложивме да се забрани увоз на тутун во Македонија се додека не се увози, се додека не се откупи целосното производство на домашниот тутун. Дава различни образложенија зошто треба да има увоз, но во суштина зошто треба да има увоз гледаат македонските земјоделци со тоа што нема редовен откуп и со тоа што не може да пристојно, нормално живеат и функционираат. Втората работа која што сакаме еве и од тука да ја споменаме дека за некаде 18 дена, тоа е за 3 саботи од денес, ќе се случи голем општонароден митинг на кој што очекуваме десетици, па можеби и стотици илјади граѓани да дојдат и да јасно пред владата на Република Македонија побараат предвремени парламентарни избори на кои што ќе се реши оваа политичка, економска и национална криза. Би сакал да ги повикам сите граѓани и од тука од Прилеп, но и од цела Македонија да ни се приклучат. Се надевам дека тој митинг ќе е освестување за СДСМ и за ДУИ, за после тоа да седнеме и да договориме датум за предвремени парламентарни избори како единствено решение за излез од оваа криза. Премногу време се изгуби. Ние од април апелираме да се седне и да се разговара, како и да се формираат 4 тима во 4 болни области, тоа се финансиите, спорот со Бугарија и европските интеграции, здравството и секако образованието, но за жал нема одговор од СДСМ и ДУИ. Овој митинг е едно сериозно предупредување и порака што е желбата на народот и после тоа да име на предвремени парламентарни избори како би ја решиле кризата.